По Франција и Италија изразува поддршка за формирање на посебна европска заедница за земјите од Западен Балкан, Грузија, Молдавија и Украина. Откако францускиот претседател Емануел Макрон ја наметна идејата за паралелна заедница со Унијата, францускиот весник Монт пренесува дека италијанскиот премиер Марио Драги изразил поддршка за ваквата идеја, со што ќе им се овозможи опцијата на земјите економски да се приклучат на Европската Унија, но под услов да ги почитуваат европските вредности. Доколку ваквата идеја стане реалност, тоа ќе значи индиректна порака дека Франција повторно нема да дозволи проширување на Унијата, а тоа можеби ќе значи дека Македонија и Албанија во пакет наместо преговори ќе добијат утешна награда и членство во посебна заедница. Ова не е прв пат Франција да го запре проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан. Во 2019 францускиот претседател остро кажа не за проширување на Унијата, а сега и во очи на јунскиот самит Париз и натаму смета дека Европската Унија се соочува со премногу внатрешни проблеми за да дозволи преговори со земји од Западен Балкан. Затоа преку ваквата заедница ќе правеле анализа на политичкиот простор. Македонската влада пак ја поздравува идејата на Макрон. Била одлична можност за обединување и напредок на Унија држави кои се уште не ги почнале преговорите со Унијата. Предлогот на францускиот претседател ја сметаме за одлична можност за обединување на земјите кои што не успеале да влезат во блокот или не сакале во одреден момент со оглед на новонастанатата геополитичка ситуација. Овој предлог е поттикнат од потребата да се даде еден вид заштита, европска перспектива и можности за поврзување и соработка на Украина, Молдавија и Грузија со Унијата. Додека од Илинденскова го представуваат како одлична понуда, министерот за надворешни работи контра таквите ставови. Понудата не се однесувала за нас. Македонија не се гледа како дел од новонајавената посебна европска заедница, бидејќи требало да го завршиме процесот на проширување кој веќе го имаме започнато. Ние зборуваме за почеток на преговори. Не зборуваме за крајно членство. Председателот Макрон зборува за процес за членство на државите. Така да не би ги ставил во една директна корелација двете прашања. Ние бараме да влеземе во процес на разговори со цел земјата да го комплетира процесот на европеизација. По ваквиот чекор на Париз станува јасно дека на патот на македонската интеграција очигледно не стои само бугарското вето, туку и ставот на француското претседателство. По новите бугарски ултиматуми и шефот на македонската дипломатија ја потврди информацијата дека и други земји членки на ЕУ немаат конечен став околу тоа што треба да стане дел од преговарачката рамка на Македонија и Албанија.